Ovo утро ќе проучуваме The subjects related to the 8th and 9th questions that we had. поврзани со 8-то и 9-то прашање од минатата сабота. I will read them for those who don't remember them. Ќе ви ги прочитам прашањата за оние кои што не се сеќавате. The relation between Sinaitic covenant and Abraham's covenant was. Значи, која била врската помеѓу Синајскиот завет и Аврамовиот завет? And the 9th question, read Galatians 3:19, which is the added law. И деветото прашање беше, прочитајте Галатјаните 3:19, што представува или кој е додадениот закон. At both questions you answered 23% correctly. На двете прашања одговорите беа 23% точно. Both questions are connected one with each other, И двете прашања се поврзани меѓу себе. and I want to study them today. И би сакал да ги проучиме денес. Please open the Bible in Malachi chapter 3 Отворете ја заедно Библијата со мене во Малахија 3 глава and please read verse 1. и прочитајте го првиот стих. Малахија 3 глава, први стих. Ги читавме и во средата, ќе се подсетиме уште еднаш. Малахија 3:1. И ете, јас ќе го испратам гласникот свој, и тој ќе го приготви патот пред мене, и ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ кого го барате, и ангелот на заветот кого вие го пожелувате. Ете, тој доаѓа, вели Господ Саваот. Please tell me how Jesus is named here in this verse. Кажете ми, ве молам, како е наречен Исус во овој стих? Како е наречен? Angel of the covenant. It's angel there. Angel, yeah. Okay, it's okay. The angel has an idea of messenger. Значи, ангелот, кој што значењето на тој збор е, значи, гласник или вестник. So Jesus is the messenger of the covenant. Значи, би може да речеме, Исус е гласникот на заветот. In the same time, we should see Jesus in another position, and we will see this in Zechariah chapter 6, verses 12 and 13. Можеме да отвориме и во Захарија 6 глава, да го погледнеме истото. Which verses? 6, 12, 13. 12 и 13 стих. Захарија 6 глава, претходната книга. 12 и 13 стих. И речи им: вака вели Господ Саваот, ете човек чие име е зачетник, вели овој превод. Тој ќе израсне од коренот свој и ќе создаде храм Господов. Тој ќе создаде храм Господов и ќе се прослави, ќе седне на престолот свој и ќе биде владетел. А од него на престолот ќе биде и свештеник и ќе има согласност за мир меѓу едниот и другиот, или некои преводи велат и заветот на мирот ќе биде меѓу двајцата. We see here that Jesus has three offices, let's say. Тука гледаме, така да речеме, дека Исус има три служби. At the end of 12th verse, Jesus is the builder of the temple of the Lord. На крајот 12 стих Исус е представен како градителот на Господовиот храм. In the 13th verse, he is priest upon the throne. Во 13 стих пак, тој е свештеник кој што седи на престолот. And also the council of peace is between Jesus and his father, А God. исто така и советот на мирот, или согласноста во овој превод, се наоѓа постои помеѓу Исуса и неговиот отец. Why
there is necessary to be peace? Зошто е неопходно да постои овој мир? Why the counsel of peace is between Christ and God? Зошто постои или треба да постои совет на мирот помеѓу Христа и Бога? Why the heavens need peace? Зошто небесата имаат потреба од мир? What was the problem? What is the problem? Што е проблемот? Или што било проблем? The sin. Проблемот бил гревот. So because of sin, Значи, заради гревот, there needs to be a peace, a council of peace. заради гревот што се појавил, било потребно да се воспостави мир или совет на мирот. Because a plan of salvation was made before the foundation of the earth, Бидејќи уште пред основањето на земјата бил направен планот на спасението, and when Adam and Eve fall into sin, и кога Адам и Ева паднале во грев, Jesus started to intercede in behalf of men, speaking with God, тогаш Христос уште тогаш почнал да посредува помеѓу човекот и Бога, зборувајќи со својот Отец, speaking with God about his willingness to sacrifice himself for men. зборувајќи му за неговата решеност и желба да се жртвува за паднатиот човек. That's why he's a priest now, Затоа Христос е свештеник, to intercede in behalf of us, кој што посредува за наша благодат или за наше добро, за наша придобивка. and now we have a question. What temple should Jesus build, or would Jesus И build? сега се поставува прашањето кој е или каков е тој храм што Исус го изградил или ќе го изгради, како што читавме во Захарија, зачетникот ќе израсне, ќе изгради храм. Will Jesus build a temple in Jerusalem? Дали Христос ќе изгради, ќе созида храм во Ерусалим? No. No. If not, what temple will he build? Ако не, тогаш каков храм ќе изгради Исус? Please open the Bible in Ephesians Да отвориме Библијата во Ефесијаните, Новиот Завет, chapter 2, and let's read from there, втора глава, from verse 20 to 22. значи ќе отвориме во посланието до Ефесијаните и во втората глава ќе читаме од 20 до 22 стих до крајот на таа глава. Апостол Павле вели: Зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците, имајќи го како камен темелник самиот Исус Христос, врз кого целата зграда, стројно зглобена, прераснува во свет храм на Господ, врз кого и вие ќе се созидате во живеалиште Божјо преку Духот. Now the question that arises is, Прашањето што се појавува е следново. by which covenant Jesus will build this temple, his church? Преку кој или со кој завет Исус ќе го изгради овој храм или својата црква? Do you remember the answers to the question, which is the relation between Sinaitic covenant and Abraham's covenant? Се сеќавате ли на одговорот на прашањето што е врската помеѓу Синајскиот завет и Аврамовиот завет? Because your answers to this question Бидејќи вашите одговори на ова прашање should also give us the answer to the question in regard to the building of the temple. и исто така ќе ни одговори на прашањето во врска со градењето или зидањето на овој храм. Do you remember what options you have to respond there? Дали се сеќавате кои беа можните опции за одговарање на прашањето за врската помеѓу Синајскиот и Аврамовиот
завет. Do you have it on computer? Дали ги имаш But уште на it's компјутер? hard to start it. Yeah, okay. Добро. Yeah, the one option was that they are the same color. Please say it Macedonian with loud voice. Every three options. Значи првата опција е ќе повторам. Не е битно. Опција беше дека се исти, Дека дека само Аврамовиот као додаток е на Синајскиот завет. тоа е како втора опција. Пристап една беше опција. Ја вака се сеќавам дека се работи за ист завет. Едната опција е дека се работи за ист завет, при што едниот бил само возобновување на претходниот, тоа е една опција. Друга опција Беше дека едниот е како? Добро, Синајскиот се надоградува на Аврамовиот завет. и едната опција точната. И третата точната опција, Синајскиот завет е ветување што даде луѓето, да, а Владимирот завет е Господовото ветување или дека се тоа два различни завета. So, if you choose, for example, that the Sinaitic covenant is a continuation of the Abrahamic covenant, Значи, ако на пример сте избрале дека Синајскиот завет е само продолжение или надоградување, како што рековме, на Аврамовиот завет, so if you choose this answer, ако го избравте ова како одговор, this means that Jesus, as a messenger of the covenant, тогаш тоа би значило дека Исус како гласник на заветот will build the temple, his church, ќе го изгради храмот, односно својата црква, in both of this covenant. и во двата овие завета, значи и во Аврамовиот и во Синајскиот. You understand? Значи, ја разберете оваа последица? Now, if we are looking in the writings of Paul, Galatians and Hebrews especially, Но ако ги погледнеме Павловите списи, особено Галатјаните и посланието до евреите, we'll see that Paul is putting this covenant as a versus. This versus this. ќе забележиме дека апостол Павле ги спротивставува овие два завета. Едниот е против другиот. And I want you to see this thing. И би сакал да го забележите ова. Let's go first in Galatians chapter 3. Ајде прво да отвориме во Галатјаните третата глава. Let's read from verse 15 to 17. И ќе го почитаме уште еднаш текстот од 15 до 17 стих. Значи Галатјаните третата глава од 15 до 17 стих. Браќа, зборувам како човек, и утврдениот човечки завет никој веќе не го растура, ниту му додава нешто. Но ветувањата му беа дадени на Авраам и на семето негово. И не е речено и на семињата како за мнозина, туку како за еден, и на семето твое, кој е Христос. 17 стих. Ова сакам да го кажам. Заветот што Бог го даде не може да биде обезвреден или поништен од законот кој е настанал 430 години подоцна, така што ветувањето да ја изгуби својата сила. In verse 15, Paul tells us Во 15 стих Павле ни вели that a human covenant, a man's covenant, дека, земајќи пример од општеството, човечкиот завет или тестамент, или договор на нотар, како сакате речи, if it is confirmed, ако веќе е верификуван, no man disannulled it. никој повеќе, ниту еден човек, после тоа, не може да го поништи или да му додава нешто. So agree, everyone who has a covenant, a testament for his posterity, for example, Значи, секој еден од вас, ако има
тестамент или било што за своето потомство и така натаму, when the testament is confirmed by his death, кога тестаментот ќе стапи во сила со неговата смрт, that testament, that covenant cannot be disannulled. тогаш тој тестамент, откако ќе стапи на тој начин во сила, не може да биде после тоа поништен. This is what Paul is telling us in the 15th verse. Тоа е она што Павле ни го кажува во 15 стих, правејќи таа споредба. Now, in verse 16 and 17, he explains more about what he wanted to say. А во следните два стиха, 16 и 17, тој ни објаснува малку повеќе што сакал да каже. And he says, to Abraham and to his seed were the promises made. И ни вели дека ветувањата му биле дадени на Авраам и на неговото семе. So God made some promises to Abraham and to his seed. Значи, Бог дал ветувања на Авраам и на неговото семе. Agree? Се согласувате? Who's the seed? Кој е семето? Christ. Christ. Christus. We see further. He said not and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Значи, како што вели Павле, и не се вели за семиња, како за многу, туку на твоето семе, како за еден, и на семето твое, кој е Христос. So the promises were made to Abraham and to Christ. Значи, со други зборови, ветувањата Бог ги дал на Авраам и на Христа. So, if your answer is that the Sinaitical covenant is a continuation of Abrahamic covenant, И it's сега, one and the same, ако например сте одговориле дека Синајскиот завет е само продолжение или додаток на Аврамовиот, then the promises made by God to Abraham and Jesus тогаш ветувањата Божи дадени на Авраам и на Исуса are present in the both covenants. се присутни, значи тие Божи ветувања до Авраам и Исус се присутни и во двата завета. But in verse 17, Но во 17 стих Paul tells us that the promises made by God to Abraham and to Jesus Павле ни вели дека за ветувањата што Бог ги дал на Авраам и на Исус are only in the Abraham covenant. се само во Аврамовиот завет. Let's read again verse 17. Ајде уште еднаш да го прочитаме 17 стих. Now he is summarize what he has told till now. Овдека тој сумира се што претходно кажал And he says, и вели: and this I say, И ова сакам да го кажам, that the covenant that was confirmed before of God in Christ А како е Константинов? Исто фаличен. Добро. Значи 17 стих во англискиот превод гласи вака. Значи ова сакам да го кажам, заветот кој што беше од напред потврден од Бога во Христа, the law, which was 430 years after, законот кој настанал 430 години подоцна, cannot disannul не може да го поништи, значи тој завет што од пред тоа Господ го потврдил that it should make the promise of non-effect. во Христа. Значи законот не може да го поништи тој завет, првиот, за да ветувањето ја загуби својата сила. Have you understood the idea? Дали ја свативте оваа мисла? Look in your Bibles in verse 15. Погледнете во вашата Библија во 15 стих. Paul is saying that the Abraham
receive from God the covenant. In verse 15, Paul tells us about a man that make a covenant. Значи, 50 стих Павле ни зборува за човек, пример од секојдневниот живот, кој што направил завет или тестамент. And if this covenant is confirmed, И кога овој тестамент или завет ќе биде потврден no man disannuls the covenant. или ќе стапи во сила, никој, ниту еден човек потоа не може да го поништи. Have you catch the idea? Дали ја свативте оваа идеја? Once a covenant Че is, штом еден завет ќе is стапи confirmed, во сила или ќе биде потврден, nobody can cancel it. никој повеќе не може да го поништи. It must be fulfilled. Тој мора да се исполни така како што гласи. In verse 16, Paul told us А во 16 стих Павле ни кажа that this covenant was made with Abraham and with Christ. дека овој завет бил направен со Авраам и со Христа. And in verse 17, Paul says, this I want to say. This is what I want to say to you. И сега во 17 стих продолжува и вели, ова сакам да ви го кажам. That the Abrahamical covenant Дека Аврамовиот завет, that was confirmed before of God in Christ дека Аврамовиот завет кој што претходно беше потврден од Бога во Христа, cannot be cancelled by the law that had come 430 years after at Sinai. не може, значи тој завет кој што Бог претходно го потврдил со Авраама во Христа, тој завет не може да биде поништен сега од законот кој што настанал 430 години подоцна. So, if we will search salvation for us, Значи, ако бараме спасение за нас, or we are trying to build the church by или ако сакаме да ја градиме црквата со what was happening at Sinai, со тоа што се случувало на Синај, we are canceling the covenant made by God through Abraham. значи, ако сакаме да ја зидеме црквата со Синајскиот завет, тогаш ние како да го поништуваме претходниот заветот што Бог го склучил со Авраам. So, just in Abrahamic covenant is life, salvation, and a real church. Заклучокот е дека само во Аврамовиот завет се наоѓа животот, спасението и вистинска црква. Now, let's see the same thing in Hebrew chapter 8. Ајде да го погледнеме истото, тука е малку појасно, во Евреите 8 глава. Verse 6, for example. Евреите 8 глава, 6 стих, например, зборувајќи за Христа како за првосвештеник, апостол Павле вели, да, 8 глава Евреите, 6 стих. Го најдовте? Зборувајќи за Христа, а сега тој доби толку подобра служба и стана посредник на подобар завет, кој е утврден врз подобри ветувања. So Jesus, as high priest, has a more excellent ministry Значи, Исус денес како првосвештеник има многу подобра служба. But before, to be sure that we are speaking about high priest, please look at verse 1 from chapter 8. Okay, I told them already. Yeah? Да знаете дека станува збор за првосвештеникот во оваа глава, прочитате го првиот стих, на почетокот. So please make the connection between Zechariah 6:12 and 13 with this verse. Исто така поврзете го она што го читавме во Захарија, 6 глава 12 и 13 стих, со овој 6 стих од Евреите 8 глава. Jesus will build the temple, the church, Значи таму во Захарија се велеше дека Исус ќе ја изгради црквата или својот храм, Jesus is priest and king on his throne, дека Исус е истовремено и крал и свештеник кој што седи на својот престол, and the council of peace, meaning the covenant, is between Jesus and а his Father. советот на мирот, односно заветот, ќе биде помеѓу него и неговиот
Отец. Now, this such an high priest И сега, ваков првосвештеник, како што во Евреите 8 глава 1 стих зборува апостол Павле, obtained a more excellent ministry во 6 стих се вели дека ваков првосвештеник, имаме таков првосвештеник, и сега веднаш во 6 стих, кој што доби многу подобра служба, because he is the mediator бидејќи тој стана посредник, of a better covenant. посредник на што? На подобар завет. Now the Paul here is speaking about a covenant and a better covenant. Значи, апостол Павле во оваа глава, во Евреите, зборува за заветот и за еден друг подобар завет. Now tell me please, when did God made things in two categories? Кога Господ правил нешто во две категории? A better one Go ahead. and one that is not so better. Значи, дали прво Господ прави нешто што е добро, подобро, а потоа нешто што не е добро? Do you understand what I'm saying? Дали разбирате што сакам да кажам? Where you can find in the Bible God creating or doing two kind of things in two categories, better ones and not so better ones. Каде во Библијата може да најдете пример каде што Господ прави нешто, создава, например, во две категории, при што прво го прави тоа што е подобро, а после она што не е толку добро. Има ли таков пример во Библијата? Прво прави нешто добро, совршено, а после прави нешто фалично. Everything what God creates or works and do is very good. Напротив, сето она што Господ го прави, го создава, Now, е совршено, многу добро, се вели. Paul is telling us why Christ as a high priest Сега апостол Павле ни кажува зошто Христос како првосвештеник is the mediator of a better covenant. е посредник на подобар завет. That's why, because Зошто? this the new covenant was established upon better promises. Причината зошто Христос е првосвештеник на подобар завет е што овој новиот или подобриот завет е утврден врз подобри ветувања. So we have a covenant, Значи имаме еден завет, a better covenant, еден подобар завет, established upon better promises. подобар завет кој што е утврден врз подобри ветувања. That's the new covenant, Тоа е новиот завет or the Abrahamical covenant. или Аврамовиот завет, исто така. And we have also a covenant, a not so better covenant, А од друга страна имаме еден завет кој што не е толку добар, a covenant with not so better promises. еден друг завет кој што не е утврден врз добри ветувања. Now for us are important the promises. Значи, за нас се битни овие ветувањата. What God has promised to us in the Abrahamical covenant and what he promised to us in the Sinaitic covenant. Што е тоа што Господ нас ни го ветил во Аврамовиот завет, а што е тоа што Господ ни го ветил во Синајскиот завет? Let's go in Genesis chapter 12. Да отвориме сега во Битие, прва книга Мојсеева, 12 глава. Please read first 3 verses. Ке ги прочитаме првите 3 стиха. Битие, создавање, прва книга Мојсеева, 12 глава. Првите 3 стиха. Ги најдовте? И му рече Господ на Аврам: излези од својата земја и од родот свој и од домот на татко си, па појди во земјата што ќе ти ја покажам јас. А од тебе ќе направам голем народ и ќе те благословам, и името твое ќе го прославам, и ти ќе бидеш благословен. Ќе ги благословам оние што тебе ќе те благословуваат, и ќе ги проколнам оние што тебе ќе те проколнуваат, и преку тебе ќе бидат благословени сите народи на земјата.
So God is asking Abraham to go out of Babylon Значи, Бог го повикува Аврама да излезе од Вавилонската земја and to go where? и да појде каде? In Canaan. In Canaan. Во Ханан. Where in Canaan? Каде во Ханан? I'm agree with you, in Canaan. Јас се согласувам со вас, да, во Ханан. But where in Canaan? Но каде во Ханан? One said Jerusalem, the other said heavenly Canaan. Oh, Jerusalem, of course. The Jerusalem is our mother, Paul is saying in one Точно, of his epistles. Ерусалим точно е. Павле вели во евреите, во Галатјаните, Ерусалим е нашата мајка. So, when you say that God was calling Abraham to go out from Babylon and to go to Canaan, Значи, кога велите дека Господ го повикал Авраам да излезе од Вавилонската земја и да појде во Хананската, you must define the Canaan. треба да го дефинирате тој Ханан. Што е тоа? Каква земја? You will see why it's so important. Ќе видите зошто е ова толку важно. Let's go in Hebrews chapter 11. Да отвориме пак во Евреите 11 глава, пак во посланието до Евреите, се враќаме. Евреите 11 глава. Hebrews chapter 11, please look at verse 8. Значи, главата што зборува за хероите на верата. Евреите 11 глава, ќе го прочитаме 8 стих. Дали го гледавте 8 стих? Евреите 11:8. Павле вели: со вера Авраам кога беше повикан, послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство и тргна, не знаејќи каде оди. So by faith Abraham left the country of Babylon, the city of Ur, Значи, со вера Авраам ја напушти Вавилонската земја или држава, поточно неговиот град Ур, for a country that he after will receive for an inheritance. за некоја земја која што отпосле требало да ја добие во наследство. So he went out without knowing where he is going. И излезе од Ур, не знаејќи каде оди. Now look at verse 9. Погледнете сега 9 стих. Следниот стих. Со вера се всели Авраам во ветената земја како тугинец и живееше под шатори со Исак и Јаков, наследници на истото ветување. What we understand from this verse is Она што го разбираме од овој стих е следново. that all his sojourning in the Canaan Дека целото патешествие на Авраам по Хананската земја, целото преселување со шаторите, номадски живот, were only travels in a strange country, foreign country. сето тоа за него било само преместувања, преселби или патувања како тугинец во странска земја. So when we are saying that Abraham went out of Babylon for Canaan, Значи, кога велиме дека Авраам го напуштил Вавилон за Ханан, we must have in mind that when Abraham was present and was traveling in Canaan, треба да имаме на ум дека кога Авраам лично дошол и патувал низ Хананската земја, for him that country was a foreign за country. него, за Авраам, таа земја, Хананската земја, беше туѓа, странска земја. It was not the country of his dreams. Тоа не беше земјата од неговите соништа. Why? Зошто не? Verse 10. 10 стих. Евреите, 11 глава, 10 стих. Зашто тој го очекуваше оној град
што има основи, чиј градител и творец е Бог. So we must understand that when God called Abraham to leave the life from Babylon, Значи, мора да разбереме дека кога Бог го повикал Авраам да го напушти животот што си го имал во Вавилон, he was calling in him for a better country. дека тој го повикал Аврама да го напушти, значи, да ја напушти Вавилонската цивилизација за некоја подобра земја, For a better city, за некој подобар град. whose builder and maker is God. И тоа толку подобар, што неговиот градител и основач е Бог. So in this covenant made with Abraham, God promised to him something. Значи, во овој завет што Бог го прави со Аврама, тој на Аврама нешто му ветил. You will be the heir of the new earth. Ти ќе бидеш наследник на новата земја. Тоа е ветувањето. That's a promise. Тоа е ветувањето. And Paul says to us А Павле ни вели нам that the law who came 4,030 years after дека законот што настапил 430 години подоцна cannot cancel this promise. не може да го поништи ова Божјо ветување дадено на Авраам. Because God made a covenant with Abraham and with Jesus, Бидејќи Господ склучил завет со Аврама и со Исуса, a covenant that was confirmed in Christ, завет кој што веќе бил потврден во Христа, and this covenant has better promises. и тој завет има или се основа на подобри ветувања. Now we have the promises of the covenant made with Abraham. Значи, ги имаме и ние тие ветувања од заветот што Бог го склопил со Авраам. God promised Бог ни ветил, to Abraham and to his seed бидејќи му ветил на Аврама и на неговото семе, that he will give them the new earth. дека ќе им ја даде новата земја. Now let's search for the promises from the Sinaitic covenant. Ајде сега да видиме какви ветувања дал Господ во Синајскиот завет. We will find these promises in many verses from the Old Testament, but we want to go to Leviticus. Овие ветувања, значи, во Стариот завет ќе ги најдеме на многу места по старозаветните книги, но конкретно сега ќе отвориме во третата книга Мојсеева или Левитската книга, Chapter 18, verse 5. 18 глава, 5 стих. Значи Левитска книга, 18 глава, 5 стих. Го најдовте стихот. Левит 18:5. Пазете ги сите мои заповеди и сите мои закони и извршувајте ги, и секој што ги извршува, жив ќе биде. Јас сум Господ. Now, in the first covenant made with Abraham, there were some promises made by God. Значи, во првиот, предходниот завет, што Господ го склучил со Аврам, тој му дал на Аврама некои ветувања. Paul speaks about them, telling that are better promises. И Павле тие ветувања дадени на Авраам ги нарекува подобри ветувања. Now here we can see not so better promises. А тука пак гледаме во Стариот завет некои не толку добри ветувања. Because God said so. Зошто? Бидејќи Господ рекол, You ти, вие, shall keep my commandments. треба да ги пазите или држите моите заповеди. Those of you Оние, who shall keep my commandments оние помеѓу вас, кои што ќе ги одржат и ќе ги извршат моите заповеди, shall live. ќе живеат, In ќе them. бидат живи преку нив. Do you understand this promise? Дали го разбирате ова ветување? For example, I have for you 600 commandments. Например, имам за вас 600 заповеди.
613. Those of you who will fulfill all of this without fault Било кој од вас кој што ќе ги исполни сите овие 613 заповеди без ниту една грешка или престап, shall live, ќе биде жив, shall be the heirs of the country. ќе биде наследник на земјата. Now please tell me, which is the better covenant? И сега кажете ми, ве молам, кој е подобриот завет од овие два? Ќе имаш вечен живот ако ги одржиш сите Божји заповеди, 613, или оно што му било одветено на Авраам? Кој е подобриот завет или подоброто в Божјо ветување? Ебрахим. I'm sure that Abrahamic covenant is the better, but Точно е дека Аврамовиот завет, сигурен сум дека е подобар, но we all try to live in the Sinaitic one. сите ние се трудиме да живееме во Синајскиот завет. All want to live in this. Сите сакаат да живеат во него. Now let's turn to Hebrews chapter 8. Ајде да отвориме во Евреите, 8 глава, да се вратиме на истата таа глава. Let's read verse 7. Евреите 8 глава, ќе го прочитаме следниот 7 стих. Значи го читавме 6-тиот, заветот основан на подобри ветување. И сега 7-миот стих. Евреите 8:7. Зашто ако првиот завет, се мисли на Синајскиот, стариот, беше без недостаток, тогаш немаше да се бара втор. Немаше да има втор завет. Ако првиот беше без недостаток. Now tell me, what kind of covenant was that made at Sinai? Значи, каков завет бил склучен или направен на Синај? Кажете ми, каков бил направен? Was faultless? Фаличен, со недостаток. Is faulty one. It's a faulty one. Значи, фаличен, со недостаток. Now please tell me, if the covenant made at Sinai, it's a faulty one, Значи, ако заветот направен на Синај е фаличен, несовршен, со недостаток, was God the one that he presented to the people? дали Бог е тој што го направил тој завет, што му го дал на народот? Дали Бог прави нешто фалично? Do you understand? Дали разбирате? So we have two kind of covenants Значи, имаме два вида на завет, opposed. кои што се спротивставени еден на друг. We have the everlasting covenant, Го имаме вечниот завет од една страна. the covenant made with Adam after he sinned, Тоа е заветот направен, склучен со Адама после падот во грев. renewed with Abraham and to his seed, Обновен и со Авраама и неговото семе. and we have a covenant in which people are saying, please give to us commandments and we will obey them. А од друга страна имаме завет, еден друг завет, каде што народот вели, бара, заповедај, дај ни заповеди или заповедај што год и да кажеш, ние ќе послушаме. It was a good desire, Тоа беше добра, искрена желба. but in them there was no power Но во нив самите не постоеше никаква сила, to fulfill what they are asking for. која што може да го исполни тоа што го бараат. That's why Токму затоа, the better covenant, подобриот завет, the non-faulty covenant, нефаличниот завет, the real covenant, вистинскиот завет, it's the Abrahamical covenant. е Аврамовиот завет. Now, let's look again in Hebrews chapter 8. Да погледнеме уште еднаш во Евреите, 8 глава. Let's read verse 10 Да го прочитаме 10-тиот стих and 11. и 11-тиот. Значи 8 глава, 10-тиот и 11-тиот стих. Тоа е цитатот од Еремија всушност. Но овој е заветот што ќе му го дадам на домот Израелов во оние дни, вели Господ, ќе ги врежам законите своји во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам.
и ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. И ниеден нема да го учи својот ближен, и ниеден братот свој познај го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат. So, in the Abrahamical covenant, God has another promise to us. Значи, во Аврамовиот завет, Господ има едно друго ветување до нас. That He will put His laws into our minds. Дека Тој ќе ги вложи своите закони во нашите мисли. His laws, Неговите закони, He will write them in our hearts. Тој ќе ги напише во нашите срца. These things we cannot do. Тоа е нешто што ние самите не можеме да го направиме. I was traveling for a week with a friend of mine, Една недела патував заедно со еден мој пријател and in one morning we slept at a motel, and in one morning I was in his room, with him in his room, и еднаш преноќивме во еден мотел и утрото поминав, свратив во неговата соба. I was staying on the balcony and he was on the bed reading his Bible. Тој си лежеше во креветот, читајќи ја Библијата, додека јас бев надвор на балконот од соба. And he told me, Paul, И тој ми рече, Паул, open your Bible and please read. He gave me a verse, I don't remember now where it ми was. рече, отвори ја Библијата и прочитај го тој и тој стих, јас заборев кој стих се работеше. And I read that verse that was saying that И јас го прочитав стихот кој што велеше, if we have a dead animal, we should give the animal to be eaten by a stranger or by a poor man. ако имаме такво и такво животно, треба да го предадеме да го изеде странец, тугинец или некој сиромав. And he told me, И тој ми го рече следново. now, Paul, you and I are Jews. Да речеме, Паул, дека јас и ти сме јудејци, We are keeping the law. го држиме законот, We are loving God. го љубиме Бога. What shall we do if one of our cows dies? Што треба да направиме ако цркне нашата крава или една од нив? Што треба да направиме? What would you answer? Кој би бил вашиот одговор? That was the commandment in the law of Sinai. Тоа беше една од заповедите во Синајскиот завет. Значи, ако ти умре пцој се животно, to be thrown away, to be not for food, to be thrown away. Daniel says to be sold to the strangers. Yes. Да. Токму така, продај го на тугинци, на необразани. Now, we must understand something. Би требало да разбереме нешто. We need the law to be written in our heart and mind. Законот нам ни треба да биде напишан во нашите мисли и во нашите срца. Because if it is not written, all the law, Бидејќи ако целиот закон не е напишан, we will keep those commandments who, you can say, ако не е целиот закон напишан во нашите срца, тогаш ние ќе ги држиме оние заповеди who emphasize, who bust ourself. кои што го поттикнуваат или го нагласуваат нашето јас или кои ја хранат нашата гордост. But we will reject those who are humbling us. А ќе ги отфрлиме оние заповеди кои што не понизуваат. You understand? Го разбирате ова? If God will let us to keep the law, Значи, ако Бог не води да го држиме законот and by our obedience to bring us to heaven, и преку нашата послушност да не одведе на небо, He will have nobody in heaven. тогаш тој нема да има никого на небо. Because we will obey Затоа што ние
селективно ќе го слушаме, односно ќе исполнуваме. From all our heart we will obey, Од сето наше срце ние ќе исполнуваме to those commandments who emphasize our ego. ќе ги исполнуваме само од сето срце ќе ги исполнуваме само оние заповеди кои што го нагласуваат нашето јас, нашето его, нашата гордост. But we will disregard the others. А ќе ги занемариме останатите. If the law of love for my neighbor, who is not a Christian, Но да речеме, ако имам љубов кон мојот ближен кој што не е верник, кој што не е христијанин, it is written by God in my heart, ако тоа е in my нешто е mind, напишано во моето срце, во моите мисли, can I sell to him my cow, my dead cow? може ли на таквиот кого го љубам да му продадам пцојсано месо, мртва крава? Do you understand? No. Разбирате? This is the difference between these two covenants. Тоа е разликата помеѓу овие два завета. One is written on stones, Еден напишан на камен, the other is written on hearts. другиот напишан на срце. 2 Corinthians chapter 3, 2 Коринтијаните 3 глава, verse 6. 6 стих. 2 Коринтијаните 3 глава, 6 стих. Го најдовте? 2 Коринтијаните 3 глава, 6 стих. Тој ни дал способност, Бог ни дал способност да бидеме слуги на новиот завет, не на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, а духот оживотворува. So we were able to be ministers of the new covenant. Значи, ние сме оспособени, дадена ни е способност да бидеме слуги или служители или министри на новиот завет. The New Testament is not the covenant of a letter, Бидејќи новиот завет не е завет на буква, but is a covenant of spirit. туку е заветот на духот. Because the letter Бидејќи буквата kills, убива, but the spirit gives life. а духот оживотворува. My words are spirit and life. Don't Или forget. оно што го читавме првиот петок, Do you remember? Христос, се сеќавате кога Христос рече, Јован 6 глава, зборовите мои се дух и живот. Do you remember? Се сеќавате на првата проповед? Not the words written, Не зборовите напишани, but the spirit of the word of God that works in us. туку духот на Божјото слово кое што делува во нас. You can read the Bible Може да ја читате Библијата and become a fanatical. и да станете фанатик. You can read the Bible and become a criminal. Може да читате Библијата и да станете криминалец. Not in the sense that you take the life of somebody. Не во смисол дека ќе одземете нечiji живот, I'm referring to what kind of life do you have in relation with others. зборувам за тоа каков вид начин на живот водите во однос на други луѓе. We must understand that the Bible is not a death letter Треба да разбереме дека Библијата не е мртво слово, who tells us what to do in order to be saved. кое што ни кажува што треба да правиме за да бидеме спасени. The Bible presents to us the Word of God. Библијата нам ни го представува Божјото слово, Jesus Christ, Исуса Христа, the life животот, which is for us. животот кој што е за нас. If we know to make the difference between these two covenants. Ако знаеме да ги разликуваме овие два завета, Now, understanding the difference between these two covenants, разбирајќи ја разликата помеѓу овие два завета, we shall proceed to the second question that was not really quite good answer. ќе преминеме и на второто прашање кое што не беше добро одговорено, About or which was the added law from Galatians 3:19. кој беше додадениот закон од Галатјаните 3:19. Now,
To understand this, because I think that will be we don't need any explanation if we read clearly and in context everything. Не би ни требало објаснување ако читаме се јасно и во контекст на кажаното. Please read verses 15 To 19. to 19. Кога почитаме сега целиот текст во Галатјаните 3 глава, од 15 до 19. Јас ќе ја подсетам дека на 5 август 2017 година, кога ја држав темата под наслов Додадениот закон, најдете си ја на YouTube и послушате уште еднаш. Тоа беше многу благословена порака. Значи, Галатјаните сега 3 глава, од 15 до 19 ќе читаме. Ке ги повториме овие зборови. Браке, зборувам како човек, и утврдениот човечки завет никој веќе не го растура, ниту му додава нешто, но ветувањата му беа дадени на Аврам и на семето негово. Не е речено и на семињата како за мнозина, туку како за еден, и на семето твое, кој е Христос. Ова сакам да го кажам. Заветот што Бог предходно го потврдил со Аврама во Христа, не може да биде поништен од законот кој е настана 430 години подоцна, така што ветувањето да ја изгуби својата сила. Зашто ако наследството се добива по законот, тогаш веќе не е според ветувањето, а на Авраам Бог му го дари по ветување. Зошто пак е даден законот? Или зашто е додаден законот, според оригиналот, 19 стих? Тој е додаден поради престапите, додека не дојде семето на кое се однесува ветувањето и е предаден преку ангели, преку рака на посредник. Do you understand? Го разбирате ова? God made a promise to Abraham that he will give him a country. Бог му ветил на Авраама дека ќе му даде земја во наследство. He promised to him that he will be the heir of the world. Му ветил на Авраама дека тој ќе биде наследник на светот. This promise was confirmed in Christ. Ова ветување било потврдено во Исуса Христа. What Paul is telling to us in verse 18 Она што ни го кажува Павле сега во 18 стих is that the inheritance promised by God to Abraham е дека наследството кое што Бог му го ветил на Авраама is not from the law, не доаѓа од законот. but is from promise. Значи, наследството Авраам не го добива според законот, според некоја заслуга своја, Because God promised it to Abraham. туку по ветување, Бог тоа му го ветил. И точка. Now, if the law does not give us the inheritance, Е сега, ако законот ако не е законот тој што ни дава наследство, вечен живот, нова земја, зашто е даден? for what serves the law? Зашто тогаш ни служи законот? We have the explanation. И апостол Павле ни го појаснува одговорот. It was added. Тој е додаден. Which law? Кој закон е додаден? All the law given to Sinai. Целиот закон што Господ го дал на Синај. Moral, ceremonial, civil ones, Пред се sanitary моралниот ones. закон, 10 заповеди, меѓутоа и граѓанските закони, потоа и обредните закони, карантинските или здравствени закони и така натаму. Torah. Целата Тора. Everything what was said there Што- was added Сето она што Господ го заповедал таму, било додадено. because of transgressions, because of sins. Значи, законот се додаде заради престапите, заради гревовите, Till the seed should come to whom the promise was made. додека не дојде семето на кое се однесувале ветувањата. Кое беше семето? Да. Verse 24.
Сега се префрламе на 24 стих. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. И така, законот беше за нас воспитувач да не доведе до Христа. So the only aim of Значи, the law единствената цел, ова беше пораката на Вагонер во Минеаполис, единствената цел зошто постои законот is to bring us to Christ. е да тој законот да не доведе кај Христа. Whosoever use the law Секој кој што го користи законот for all other purposes за било каква друга цел или намена, is working against the law and against Christ. тој работи и против законот и против Христа. The law is not a mean for Значи, законот не е средство salvation. за наше спасение. Не се спасуваме со законот. the law is not our mirror, the full who show to us the fullness of our sins and the beauty of the character of God. Законот за нас представува огледалото кое што ни го ја покажува сета наша нечистотија, сите наши гревови ни ги открива, а од друга страна совршенството, убавината на Исуса Христа. Please do not understand me incorrectly. Ве молам, немојте погрешно да ме разберете. The law in heaven Божиот закон на небото is the image of the character of God. е огледало или рефлексија на Божиот карактер. But the law from the earth, expressed in human's terms, in Но human оној words, закон кој што бил даден на земјата со човечки јазик, cannot fully represent God. не може целосно да го представи Бога. That's why the law, Затоа законот, who shows us in part the character of God, значи овој закон од времето на Мојсей само делумно ни го представил, ни го прикажал Божиот карактер, it's our schoolmaster to Christ, служи само како наш педагог или воспитувач до Христа, in whom dwells all the fullness of Godhead completely. а во Христа е вселена или пребива што сета полнота на Божеството. Do you understand? Дали го разбирате сега ова? So looking to the law, we can Значи, see our sins, our life. Гледајќи во законот, ние ги гледаме нашите гревови. Looking to the law, we can see God's character. Гледајќи во законот, го гледаме и Божиот карактер. But looking through the law, we will not see all our sinfulness, Но, гледајќи само во законот, нема да ја откриеме или согледаме сета наша грешност, and we won't see all the beauty of God's character. а исто така нема да ја согледаме сета убавина на Божиот карактер. Which law is there? You're talking about? The Sinaitic law. Синајскиот закон. All. Целиот. But going to Christ, Но, кога ќе дојдеме кај Христа, we have no excuse. се појавија прашања. Значи, кога ќе дојдеме кај Христа, нема повеќе изговор, Because looking to Christ, all our sinfulness is shown. бидејќи гледајќи го Христа, неговиот живот и карактер, се открива сета наша грешност во таа светлина. Looking unto Christ, you shall see all the glory of the character of God. Гледајќи во Христа, исто така ја гледаме сета слава на Божиот карактер. If you are looking only to the law and not to Christ, Но ако гледате само во законот, а не и во Христа, we will have a better life, ние можеби ќе имаме подобар живот, but not a righteous one. но нема да имаме праведен живот. And I can give you an example. И може да ви дам еден пример. Let's open the Bible in Matthew, Да отвориме Библијата во Матеј,
прескакаш тоа што е напишано на I камен. want to go to the Sermon on the Mount. А што е напишано на камен? Ќе прескакаш тоа што е напишано на камен. Затоа Вакундар го нагласуваше декалог. Let's read, for example, chapter 5, Во Матеј, 5 глава, значи проповета од гората на благословите, read verse 43. 5:43. Матеј, 5 глава, 43 стих. Сте слушали дека е кажено: Љуби го својот ближен, а мрази го непријателот. Да цркне душманот. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат. За да only 43? Only 43. Do you understand the idea? Дали ја разбирате и овде поентата? In the Sinaitic law, Во Синајскиот закон we were allowed to sell our dead animals to a stranger. ни беше дозволено, значи во Стариот Завет ни беше дозволено да продадеме пцојсено месо или животно на некој тугинец. If I love my neighbors, I can't do this. Но ако го љубам мојот ближен, може ли да го направам тоа? And Jesus is telling me, That cannot be a schoolmaster. Such a commandment cannot be a schoolmaster. it is a schoolmaster. Because Е again, воспитувач според него. we have the character of God Затоа што го имаме Божиот карактер, described in humans' terms and definitions. представен со или прикажан со човечки јазик и човечки дефиниции. And because of this, it's impossible to see God, to understand Him, Because of human language. because of human language. И заради тоа, заради човечкиот јазик и човечките дефиниции, невозможно е да го видиме целосно Бога во But in Мојсеевиот. Christ, when we look to Christ, we see God manifested in the flesh. Но кога го гледаме Христа, тогаш во Христа го гледаме Бога кој што ни е представен во тело, во плот. Look again at verse 38, the same chapter 5. Да се вратиме во Матеј 5 глава 38 стих. Сте слушали дека е речено око за око, зап за зап. But Jesus is changing everything. Но Исус менува се. Forget about eye for eye and teeth for teeth. Заборавете за тоа око за око, зап за зап. Because I want to do something else in you. Бидејќи јас сакам да направам нешто друго во вас. I want to do something else for you. Да направам нешто друго за вас. That's the difference Ова е разликата between these two covenants. помеѓу овие два завета. That's why was the law added. Затоа законот беше додаден. It was not necessary for God to add the law, За Бога не беше неопходно да го даде законот на but себе. He wanted us to understand our sinfulness. Но тој сакал ние да ја разбереме преку тој закон, Синајскиот, сакал да ја разбереме сета наша грешност. In that law, we can see some changes. Во тој закон може да забележиме некои промени. Do you remember about that girl who asked for an inheritance? Се сеќавате за она девојка која што побарала наследство? You remember? Се сеќавате? That God said that only sons have inheritance, the girls no. Кога Господ заповедал дека само синовите може да ја добијат земјата во наследство на своите татковци, а But не керките. when the girls come with the request, God changed His law. Но имаше една девојка која што побара наследство и Господ го променил својот закон. Do you remember that there were some men who said, and I cannot divorce? What? Do I cannot divorce? To divorce my wife. Well, the men were shocked. Значи,
Некои израелци биле шокирани од идејата дека не смеат да се разведат од своите жени. So God said to men, "Oh, you want to divorce? И сега Господ им вели, сака да се разведете? Okay. Во ред, When you are not satisfied with a woman, give her a book. ако не сте задоволни од својата жена, напишете и разводно писмо. And you will be divorced." И ќе се разведете. God again changed something from the law of the creation. Меѓутоа и тоа е промена во однос на Божиот закон од создавањето, од почетокот. But when Jesus is on the earth, Но кога Исус бил на земјата, told them им рекол that if a man from here дека ако некој маж lets his wife and take another, ја отпушти својата жена и земе друга, he commits adultery. тој прави прелюба. He will not be in heaven. Таквиот нема да биде на небо. He will not be in inheritance that I promised to Abraham. Тој нема да го добие наследството што му го ветив на Авраам. That's why I'm telling again. Затоа ви велам одново, The letter kills, дека буквата убива, but the spirit gives life. но духот оживотворува. Looking in the Old Testament, we should seek for Christ. Гледајќи во Стариот Завет, треба да го бараме Христа во него. Some of the laws written there should shock us. Некои од заповедите што ќе ги пронајдеме во Стариот Завет можеби ќе не шокираат. And determine us to search for that Messiah that was promised. И не потикнува да го бараме, да го сакаме оној Месија кој што ни е ветен. The messenger of the covenant. Ангелот или гласникот на Заветот. And we will find it in the writings of the New Testament. А него ќе го најдеме во списите од Новиот Завет. The completeness of Godhead manifested in the flesh. Сета полнота на Божеството прикажана, манифестирана во тело. When Philip said to Jesus, "Show us the Father," Кога Филип побарал од Исуса, покажи ни го Отецот. what Jesus answered to Што му him? одговори Исуса? Толку време сум со вас и се уште не си ми ли ме познал, Филипе. Јован 14:9. This is what we must understand from the story of these two covenants and of the Edit law. Само да го завршам стихот. Кој ме видел мене, го видел Отецот. Тоа е тоа што треба да го разбереме од овие два завета и од додадениот закон. We must search for the image of God. Треба да го бараме Божиот лик. And now I want to connect the subject with that one from last evening. И се би сакал да поврзам темата со таа од синоќа. The world and the American Protestant will create and made an image Светот, поточно американските протестанти, ќе направат лик на зверот. to the beast of the beast. Значи, лик или икона на првиот звер. In this time, we are called Во ова време, ние сме повикани to present before the world the image of God. Ние сме повикани на светот да му го представиме Божиот лик. When people will look to us, Така што кога луѓето ќе гледат во нас, ќе погледнат во нас, they must know that we were with Jesus. да знаат дека и ние сме биле со Исуса. And looking, searching for Jesus, И барајќи го Христа, they will search God. ќе го They will seek, Find. find God. тие ќе го откријат, ќе го најдат Бога во својот живот. With this I will close. Со ова ќе завршам. If our mind is carnal, Ако нашиот ум е телесен, we cannot understand these things. нема да ги разбереме овие работи. Because what the carnal mind can appreciate Бидејќи она што телесниот ум може да го свати, is or are that things that give pleasure to that carnal mind. е само она што на тој телесен ум му прави задоволство. The things of this life,
Било што од овдешниот живот. The things that we can take in our hands. Оно што можеме да го фатиме, да го држиме во наши раце. The worldly things. Световните нешта. But if we are spiritual minded, Но ако сме со продуховени, со духовни мисли, со духовен ум, we will understand this ќе можеме да ги разбереме овие работи and we will do everything to receive this treasure. и ќе направиме се за да го примиме тоа благо. If we will have a seminary of how to make money, Кога би имале семинар како да се заработат или спечалат пари, working as less as possible, при што би работеле што е можно помалку, and somebody will guarantee us that what he is saying it's 100% fiable, working, и некој, иначе има такви семинари по светот, I'm би ни sure- гарантирал дека сето тоа е можно и реално, I'm sure that nobody will sleep to this seminary. сигурен сум дека никој не би спиел, да, нема да има место, да буде многу free space. Nobody will sleep because they want to catch every point. Никој не би спиел, бидејќи секој би сакал да обрне внимание на секоја поединост, секој детаљ од предавањето. You understand? Разбирате, нели? When we open the Word of God, Ако ќе го отвориме Божјото Слово, we open a treasure ние отвараме едно благо, who gives nothing for what we have on this world. но тоа не ни дава ништо за сето оно што го имаме во овој свет. I want to close with some words said by Paul Би сакал да завршам со некои Павлови зборови in Philippians во посланието до Филипјаните, chapter 3, 3 глава, Филипјаните 3 глава, verses 7, 8, 9, 10. од 7 до 10 стих. Филипјаните 3 глава, од 7 до 10 стих. Но, тоа што беше за мене придобивка, поради Христос го сметав за загуба. Затоа сметам дека и се друго е загуба спрема преважното познание на Христос Исус, мојот Господ, поради кого се одреков од се, и се сметам за отпад, или српскиот превод, трици, само за да го придобијам Христос, да се најдам во Него, не со својата праведност, стекната од законот, туку со придобивката преку верата на Христос, односно со праведноста од Бога преку верата. За да го познаам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, грижејќи се мојата смрт да биде слична со Неговата, та некако да го достигнам воскресението на мртвите. May God make us all Нека Господ не направи сите нас wish да сакаме partakers of да these бидеме promises соучесници на овие ветувања. and our lives И нашите животи to be hid with Christ in God. да бидат сокриени со Христа во Бога. May the Lord Нека Господ do for us what He desires to do for us. Amen. го стори за нас сето оно што сака да го направи за нас. Амин.